Добро, денеска имаме еден прекрасен повод. Организацијата на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака. Традиционално Лазарова сабота е, доаѓа Великден, организираат манифестација на своји творби, се со конечна цел да испратат сигурно порака за поддршка на децата со интелектуална попреченост, на солидарноста во животот во време на овие убави празници кои што доаѓаат. Сакам да искористам оваа можност и да направиме едно резиме. Со месеци, можеби повеќе од година дена, политичари, квази политичари, бандити и криминалци од секаков вид ме обвинуваат за подкуп, за шпионажа, за странски служби. Дел од нив одлучив да ги тужам за навреда и за клевета. 3 пресуди досега се добиени, едната е 200.000 денари, едната е 150.000 денари, едната е 300.000 денари. Конечна и извршна е првата пресуда од 200.000 денари и парите ги наплатив преку извршител. Ја користам денеска можноста да испратам порака дека со наплата на овие пари сигурно мојата чест и углед нема да бидат возобновени. Но мојата душа ќе биде делумно залечена со чинот кој што денеска ќе го направиме, а тоа е после плаќањето на персоналниот данок од 10% за државата Република Македонија, 60.000 денари ќе донирам за децата со интелектуална попреченост преку Центарот порака, 30.000 денари, односно по 30.000 денари на 4 дечиња од општина Струмица и општина Василево на кои што им треба помош за лечење. А тоа е Андонова Македонка од населено место Ангелци, 2,5 годишно девојче за болничко испитување во странство, Стојанова Ангела од Муртино, 7 годишно девојче, потребни се средства за операција, Василев Ѓорги од Муртино, 7 годишно момче, потребни се средства за лекување, и Манушева Мартина, 11 годишно девојче, за лекување во Германија, по 30.000 денари на секој од овие дечиња. Доаѓа Великден, денеска е Лазарова сабота, како што рековме, а испратиме пораката да помагаме. Да помагаме секогаш кога можеме, заради тоа што ако не друго, барем ќе си залечиме дел од душата, а сите имаме по некоја болка на нашата душа. Благодарам многу.